Дали биткоин навистина може да стигне до $125,000? Се чини дека се повеќе аналитичари го спомнуваат овој број, но реалноста на пазарот во моментов кажува нешто друго. Постојат три причини зашто тој раст може да се одложи и сите три се поврзани со економските услови, глобалната неизвестност и состојбата на самите криптопазари. Првата причина е слабоста на пазарот на труд во САД. Последните податоци покажуваат дека американските работодавци отвориле многу помалку нови работни места од очекуваното. Ова може да изгледа како позитивен сигнал за намалување на инфлацијата, но истовремено создава страв од забавување на економијата. Кога инвеститорите чувствуваат дека економијата успорува, тие обично се повлекуваат од ризични средства, а криптовалутите се токму тоа. Наместо во биткоин, капиталот завршува во обврзници и долари што го забавува растот на криптопазар. Втората причина се однесува на геополитиката, особено односите меѓу САД и Кина. Зголемените тензии, тарифите и ограничувањата на трговијата создаваат глобална несигурност. Секоја вест поврзана со нови санкции, трговски бариери или контрола на извозот предизвикува инвеститорите да бидат внимателни. Од таква атмосфера, пазарите стануваат понестабилни, а интересот за волатилни средства како биткоин се намалува. Ова не значи дека потенцијалот за раст исчезнува, туку дека довербата на институциите се намалува се додека економијата не се стабилизира. И третата причина е ликвидноста во криптоекосистемот, особено кај дериватите. Некои берзи пријавуваат пат на ликвидноста и негативни funding rates на фьючерс пазарите, што значи дека трговците со кратки позиции плаќаат за да ги одржат своите позиции отворено. Тоа е сигнал дека пазарот е поумерен и дека нема доволно свеж капитал за да го поттигне пазарот нагоре. Во вакви услови, дури и ако постои силна поддршка за цената, нема доволно обем и доверба за вистински булран. Значи, иако предвидувањата за биткоин до $125,000 изгледаат привлечни, времето можеби се уште не е дојдено. Пазарот на труд, геополитиката и ликвидноста ќе мора да се стабилизираат пред да видиме нов историски врв. Прашањето е дали ќе се случи тоа во 2025 година или овој циклус ќе биде подолг отколку што сите очекуваат.